Почитувани граѓани, ветувањата што беа дадени пред граѓаните и за кои што гласаше мнозинството граѓани, стануваат реалност. Работниците со ниски примања конечно ќе можат да користат субвенции за бесплатно летување. Ова значи дополнителна поддршка на туризмот. Ова е предвидено со ребалансот на буџетот и почнува со реализација од оваа година. Пензионерите ќе добиваат зголемување на пензиите по два основи и согласно закон. Прво, согласно зголемување на платите во државата. Второ, согласно пораст на трошоците на живот. Усогласувањето ќе се прави два пати годишно и доколку мерките на новата влада доведат до повисок економски раст, можно е дополнително зголемување до крајот на годината. Работниците од текстилната, кожарската и индустријата за обивки ќе добиваат по 12.000 денари плата. И ова ќе е загарантирана минимална плата за сите работници. Со ребалансот на буџетот веќе се обезбедени средства за исплата на новата зголемена минимална плата. Проблемот со стечајните работници конечно ќе биде решен. Над 3000 стечајци ќе добиваат под 7569 денари месечно. Ова за нив ќе значи редовен приход и исправање на повеќе децениската неправда што им беше направена. Се укинува и радиодифузната такса. На овој начин дополнителни средства ќе останат во семејните буџети. Сето ова е веќе преточено во закони кои се во собраниска процедура, што парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз, ќе ги усвои во престојниот период. Воведувањето на дневната тарифа на ефтина струја е веќе во процедура. Тоа значи 2 часа на ден, од 14 до 16 часот ефтина струја. Секој ден од 22 до 7 часот наутро и од 22 часот во сабота до 7 часот во понеделник ефтина струја. Република Македонија конечно доби одговорна влада и парламентарно мнозинство кои ќе работат одговорно, честно и отчетно во интерес на граѓаните. Апелираме до сите пратеници во собранието да ги поддржат овие законски измени, предложени од парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, зашто носат придобивка за сите граѓани. Заеднички и посветено да работиме во интерес на нашите граѓани. Благодарам. Велико прашање. Имаше ветување од СДСМ дека 1% од буџетот се издвојува за радиодифузна такса. Сега во новиот закон има 0,7%. Дали има некоја промена по прашање? Значи, со новиот закон за укинување на радиодифузна такса, кој оди во скратена постапка и веќе во собраниска процедура, предвидено е 0,5% да се издвојуваат од буџетот за покривање на трошоците за покривање на радиодифузна такса, која беше давачка на граѓаните. На годишно ниво тоа изнесува некаде околу 288 милиони денари. Дел од средствата за задоволување на потребите на јавниот радиодифузен сервис ќе се покриваат од кабловските оператори и од програмата што Македонската радиотелевизија ќе ја произведува и секако ќе ја нуди на пазарот. Значи тоа е новина од кабловските оператори, процент ќе се... Не е прецизирано процент. Туку од услугите кои што ќе ги користат од Македонска радиотелевизија, делот ќе биде учеството во буџетот. Значи, вие сте сведоци дека Социјалдемократскиот сојуз во изминатите денови почнува да ги промовира своите кандидати кои ќе бидат за градоначалници на престојните локални избори. Ние се уште цврсто стоиме на ставот дека понудата на лица кои што уживаат најголем углед во локалната средина ќе бидат кандидати за градоначалници на Социјалдемократскиот сојуз. Сите досега понудени и идните кои што ќе бидат предложени од страна на Социјалдемократскиот сојуз за локалните избори ќе бидат идните градоначалници на локалната самоуправа во општините низ државата. А до кога може да очекуваме кандидатури комплетни за градоначалници? Па начално следните ден-два уште малку трпение и ова е, да речам, ќе биде целата јавност запознаена со имињата на сите кандидати кои што досега не беа објавени јавно. Затоа што веќе ги имаме резултатите од анализите, се прават последните проценки и имињата ќе ги дознаете, верувам, за ден-два. Благодарам.